Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. У всех микрофон. Так, мило ми е да се гледам со сите вас. Нашиот денешниот настан е посветен на денот на рускиот јазик. Самиот денот на рускиот јазик е поврзан непосредно со личноста на Александар Сергеевич Пушкин. И денешниот час сакам да му посветам на неговото твориштво и на еден од најинтересните периоди во неговиот живот, затоа што тоа беше почеток на неговото твориштво и тоа е лицејски период. Ово е всушност тема на мојата дисертација и за мене навистина беше многу интересно и се надевам дека ќе биде и за вас. Так, сега извините само да проверим презентација. Так. Да. Дали гледате екран сега? Да. Да, добро. Да. Напишал Пушкин за себе: «Куда бы нас ни бросила судьбина, и счастье куда бы ни повело, все те же мы. Нам целый мир чужбина, отечество нам царское село». Буквално, каде ни фрлаше судбината и каде ни пратеше среќата, ние сите сме исти. Целиот свет за нас е тук, а нашата татковина е царско село. И навистина, значи 19 октомври, ден на основање на лицеј, секој, буквално на сите кои завршиле лицеј заедно со Пушкин, беше свет ден. И затоа Пушкин има неколку стихотворби посветени на 19 октомври, ден на основање на лицеј. Ето, сега на фотографија ви гледате на предходната, ето поелите, тој е млад Пушкин и една гравюра од царско село, значи каде што се наоѓаше лицеј. Пушкин се запишал во лицеј во 1811 година. Тука треба да кажеме дека лицејските години навистина беа многу важни за него, затоа што во семејството, како што велат, нормално тоа ние не можеме да знаеме сосема точно, дека не бил еден од најсакано дете и не бил многу среќен во детството и можеби поради тоа во неговото твориштво не се појавуваат семејства со повеќе деца, а неговото семејство токму било такво. И затоа тој најголемата среќа во детство најде токму во Царскоселски лицеј. Значи Царскоселски лицеј се наоѓа во приград на Санкт Петербург, буквално ѕид до ѕид до Царскиот дворец, како што гледате на оваа фотографија, значи од десна страна лицеј, ето од лева страна Царскиот дворец, значи тие беа буквално поврзани. И најинтересно и најважно за лицеј, ова беше прво... Нажимать куда-либо. Отмени без звука. Подключиться без видео. И значи тоа беше само отворање и во тој момент Василий Львович Пушкин, неговиот чичко, му помогна на Пушкин да се запише во тој лицеј, затоа што тогаш беа запишени само 30 ученици. Ние ќе се запознаеме со најпознатите од нив во текот на часот, во текот на презентацијата. И каква улога ти имале во понатамошниот живот на самиот Пушкин секако. И
Значит, ова фотография представува лицей како што го нацртал самиот Пушкин. Ова е неговиот ракопис. Пушкин се всели во соба број 14, а во соба број 13 до него, значи преку зид, еден зид беше надворишен, еден зид беше внатрешен и значи тој имаше само еден комшија, Иван Пушин. И Иван Пушин напишал книга за Пушкин, сетевањата за неговиот живот, за нивните средби и за нивното учење. Тој беше негов најдобар другар во лицеј и останал многу добар другар нормално во текот на целиот живот. Сега тука гледаме собата на Пушкин. Како што пише сам Пушкин, дека нивниот живот во лицеј беше доста раскошен. Зошто раскошен? Затоа што тие сушност стварно живееле преку зид од дворец. Како што гледаме во таа соба, ние никаква сушност раскош и не гледаме. И навистина ја нема. Значи, внатрешните услови, како што тие живееле, спиеле и така натаму, тоа беше доста спартанско. Но по тие времења беше сосема во ред и сами тие ги примале како прифатливи. Ние сега би се чудили, затоа што ови мали соби немале грејење. Значи, сите ходници на трешните простори некои се грееле, да, ови не. И што е интересно, тука немало никакво осветлување, како што гледате, значи, метален кревет, како орманче за облека и во позадина гледате, значи, прибор за пишување, каде што гледате и перо и мало свеќа и нормално маша за управување со свеќата. Значи, немало ни светло во тие простори, но во сите други ходници, во големи простори, имало и ламби. Тие беа навистина раскошни и навистина интересни. Како учил Пушкин? Значи, ето неговиот распоред. Значи, од 7 до 9 часот имало час. Во 9 сатот имало чај, после шетање до 10 сатот, после од 10 до 12 пак час, од 12 до 1 прошетка, во 1 ручек, од 2 до 3 пишување или цртање, од 3 до 5 пак час, во 5 часот чај, до 6 прошетка, потоа повторување на часови или помошен час и во среда и сабота танцување или мичување. И секоја сабота имало бања. Ето, значи, 8:30 вечера и до 10 часот одмор и после 10 вечерна молитва и спиење. Значи, буквално, зошто јас ви раскажувам за распоред? Затоа што цел ден, буквално цел ден, на малите питомци на лицеј беше зафатен. Значи, апсолутно слободно време, ето тие немали тука. Се беше поврзано со некои задачи. Ова е, значи, соба на Пушкин. Ето, школската година почнуваше во август и завршуваше во јуни. Значи, децата ги учили да живеат според строг распоред. Школската недела вклучуваше 42 часа часови во клас, во училницата. Слободен ден беше недела и уште имало нормално многобројните празници и зимскиот летен одмор, значи околу 70 дена. Што интересно, дека кога лицеј беше отворен, на учениците им кажале дека тие не можат да остават лицеј и да заменат дома. И прво, тие нормално беа вознемирени, затоа што секој сакаше нормално, например, по викенди да се оди дома, но после тие сами разбрале дека токму тоа сторило тоа другарство како што го имали тие на тие години. Овде на слика гледаме како Пушкин чита книга и тука ни се многу добро да се потсети затоа што лицејски период е опфатен во творештво на многу други поети што се сеќават на Пушкин и тука секако можеме да се сетиме на стихотворба «Смуглый отрок бродил по аллеям, у озерных грустил берегов, и столетия мы лелеем
еле слышный шелест шагов. Ова за Пушкин, значит, и Ахматова, и Цветаева, и много-многие другие поэты пишували за той период на живот Пушкина. Првата година во лицеј, најважно то беше граматика, математика, физички науки, историја, а после беа додадени веќе и општествени науки. Интересно како порано ги делија малку поразлично, значи имало нравствени науки, например, така ги викал по-руски. Значи, тоа беше историја, географија, статистика, права, историја, религија и логика, значи доста многу интересни предмети. И беа доста големи барања кон учењето јазици, значи тоа беше руски јазик, словенски јазик, германски, француски и нормално латин. Лицеисти изучували, значи, алгебра, сферска тригонометрија, математика и други науки. И уште во прв период на учење се определи интерес на Пушкин за такви предмети како што руска, славесност, француска, значи све најмногу поврзани со литература, историја, географија. Тие предмети што тој не ги сакал, тоа беа германски јазик и математика. Значи, тука треба да кажеме дека Пушкин беше многу талентиран спрема јазиците и интересно што првата негова стихотворба уште пред лицеј беше напишана на француски јазик. Буквално, значи, 9-годишно дете напишало стихотворба на француски, затоа што во нивните семејства тогаш беше распространет многу француски јазик и елементи од француски јазик многу ќе ги сретнеме нормално и во лицејската лирика. И уште интересно, значи, дека Пушкин знаеше и англиски, но како што ние гледаме според неговите книги, што не го знаел многу добро. А зошто? Затоа што, например, ние знаеме произведение Баришня крестјанка, каде што учителката на главниот лик, таа се викат мадам Жаксон. Туку на англиски би требало да се викат мадам Джексон. Значи, тој може би точно не знаел како тоа треба да се изговорит и ја напишал на француски начин. Значи, англиски не му бил предност, иако го знае. Уште сакам да ве обрнам внимание на ова фотографија. Тука го гледаме слика од млад Пушкин, од Надја Рушева. Надја Рушева е уникатен автор. Таа, за жал, почина на 17 години од срцева болест, неочекувана. И таа правише своите слики од дете, значи исто талентирана од мало дете, исто како и Пушкин, и во сушност во стил на пушкински ракопис. Ево го млад Пушкин од Надја Рушева. Ви препорачувам да разгледате. Значи, таа има еден голем циклус Пушкињана, каде што можете да видите повеќе од низините творби поврзани со Пушкин. И како се сретнале, значи, Пушкин и Пушин. Тој пишува: јас слушам, ал Пушкин излегува живо момче, со виткана коса, со брзи очи, исто малку збунето. Дали според сличноста на презимења или според нешто друго што не поврзувало, само јас го забележав од првиот поглед. Значи, така пишува Пушкин за нивната прва средба. Еве ги собите во лицеј, каде што училе деца. Всушност амфитеатар, тука можете да го видите, и све беше тоа осветлување вакво големо зидно исто имало. Значи, прекрасни простори, многу интересно. И интересно дека на 19 октомври, за кој што ние зборуваме, беше веќе падна снег.
И за Русија тоа е многу не е многу карактеристично, значи ние треба да се потсетиме нормално дека 19 октомври плюс 2 недели, тоа беше почеток на ноември, ама сепак за снег беше многу рано. И на почеток на отворање на лицеи децата играа снежни топки. Таков беше, значи, нивен почеток. Пушкин раскажува многу интересни моменти поврзани со лицеј и тој раскажува дека Пушкин навистина беше многу емоционално дете и поради тоа со него случувале многу бројни непријатности и, например, кога самиот Пушкин се извлекувал од тоа многу лесно, то Пушкин можел и да заглави. И тоа пак ни раскажува, ни свидетелствува за тоа што Пушкин све примал доста емоционално. И, например, кога Пушкин тоа го сметал како некое неважно случување, а тие кога легнуваа да спијат, значи тие спијаа всушност меѓу енокзид. И вака нативко разговараа навечер и тој кога раскажувал истите случувања што ги видел од Пушкин, тој разбирал дека тие многу повеќе го вознемируваа Пушкин од што би, например, други луѓе. Значи све примал емоционално како и му својствено на гениалецот. Пушкин не бил многу добар, значи по резултати, всушност тој бил број 26 од 29 ученици, но бил многу успешен во литература. И тука тој одбрал клас, значи односно училница на Куницин, каде што тие работеле литература и прва литературна творба во лицеј беше напишано токму на час по литература од професор Куницин. Тој побарал да опишат роза со стихови и никој тоа не можел да го направи, а Пушкин напишал многу интересна стихотворба тогаш, но таа за жал не била зачувана. За разлика од други стихотворби, кои што баш беа зачувани од страна на неговите другари. И тоа е многу интересно, значи, после ќе ви покажам портрети на неговите другари, дека една од поеми што беше напишана во 1813 година и беше непозната, дури не починал последен од нивните лицејски години, значи од кои што завршиле лицеј заедно со Пушкин во 1817 година, књаз Грчиков. И кај него беше пронајдена поема Монах и предпоставуваат дека Пушкин побарал да ја причува за подобри времиња и затоа таа не беше објавена и беше позната веќе многу долго после смртта на самиот Пушкин. И исто така Иван Пушин чувал неговите мали стихотворби, понекогаш биле забавни, понекогаш биле малку со безобразна содржина. И еднаш кога Пушкин му раскажувал на Пушин една од такви стихотворби, беше фатен од нивниот учител, кој го фатил за уво и му препорачал таква поезија повеќе да не пишува. И интересно, значи Пушкин бил голем новатор и во таа поезија веќе во лицејските времиња. И интересно, кај нас тоа се вика тој прием, литературен прием што го користи, го нарекуваат пишување со знаци и мислат дека тоа пишување со знаци беше смислено во некаде 1990 година. Имаме едно стихотворење такое "Ночи в июле", о восклицательни знак. И кога значи восклицательни знак? Извичник. Значи треба да се прочитат не толку извичник, а о извичник. Истиот пример веќе во 1813 година употребил самиот Пушкин. И значи тој бил прв всушност во создавање на тој прием веќе во лицејските години. Овде сега гледаме слика на Репин
И ово поврзано на стихотворба се сеќавање за царското село, кое Пушкин прочитал на испит, кога завршувале, значи, почетен етап на учењето, и на тој испит присуствувал Гаврил Романович Державин. И тој беше му беше многу интересно и сакаше да го пофали младиот Пушкин, но Пушкин бил толку збунет дека избегал и одвај после го најдоа. Значи, долго не можели да го најдат, толку се збуни тој сам од читање на поезијата. Исто во времето на лицеј, Пушкин влегува во различни литературни кругови и, како ги викаме на руски, литературни кружок. Некои беа создадени, значи, во самиот лицеј по меѓу учениците и во литературни кружок Арзамас, ова веќе за возрастни поети, каде што бил познат во тие времења историчар Николај Карамзин. И тоа веќе беше почеток на успех и тогаш на Пушкин почнале веќе да му порачуваат сериозна поезија и од царскиот двор. Патем со царскиот двор се случувале непријатности и во време на лицејскиот период. Значи, што се случило? Младиот Пушкин беше залюбен во Наташа. Наташа беше помошничка на една од княгини, значи тие што живееле во царскиот дом, и Пушкин ја чекал нормално, значи затоа што тие имале танц и мечување и други работи што се одвиваа непосредно во дворец. И тогаш тој сакал да пречека во ходник младата Наташа и да ја бакне, и се случило така дека тој и стварно ја пречекал и ја бакнал, само што тоа не беше Наташа, а самата княгиња. И тоа случување веднаш станало познато во дворец. Директорот беше повикан на разговор и тој за чудо го одбрани Пушкин и ништо не му се случило, за разлика од претходниот случај. Значи, еднаш за тие лицејски времења млади Пушкин, Пушин и Малиновски беа фатени и тогаш беа казнети толку сериозно што беа запишани во црна книга. И на крај на лицеј, пред завршување на лицеј, во таа црна книга беа токму овие три презимиња, значи Пушкин, Пушин и Малиновски, повеќе никој друг. А што значи се случило? Тие почнале да пијат гоголь-моголь. Гоголь-моголь, тоа значи живи јајца, рум и шеќер. И тоа све се варише, се топише и кога скоро сите учествувале во таа забава, само што Пушин и Пушкин го зели на себе, таа непријатна работа ја зели на себе. И случајно еден од нив беше малку попијан од други и на крај беа казнети, значи, сите, и еден човек што им помагал, еден од слугите беше тогаш избркан. И Пушкин напишал тогаш стихотворба «Мы недавно от печали, Пушкин, я барон, по бокалу осушали, а Фому прогнали вон». Значи го избркали и тие одвај некако му помогнали финансиски да се спаси тоа што тој изгубил нормално работно место. И такви ситуации беа, и ето ваква ситуација се случила само еднаш, а таа посериозно, значи, со царско семејство му поминала ето доста успешно. Сега продолжуваме. Ето лицејски пријатели на Пушкин. Антон Делвик, еден од најдобри другари, имаше прекар Султан. Зошто Султан? Затоа што тие го нарекува синот на Мрза. Затоа што навистина беше многу тромав и го сметали за најлош ученик. И така тогаш го нарекува Султан.
той после станал исто добар литератор, добар поет, издаваше литературен вестник Северните цвекиња и литературен вестник. Пишувал во дух на антична лирика и народни песни. Зажал починал во 1931 година, значи пред Пушкин. Модест Корф, или него го нарекува Дјичок Мардан. Зошто Дјичок? Дјичок значи ѓакон, да? Затоа што тој најсилно од сите се молише на вечерна и утренска молитва. Модест Корф, ето. Член на Петербургска академија на науките, директор на Императорска јавна библиотека во Санкт-Петербург. Фёдор Матюшкин или Плыть хочется. Значи, зашто што значи плыть хочется? Плыть хочется е неговиот прекор, значи буквално ќе го преведеме како ми се плива. Тој беше многу заинтересиран во географија и Пушкин напишал за него: «Счастливый путь с лицейского порога ты на корабль перешагнул шутя, и с той поры в морях твоя дорога, о волн и бурь, любимое дитя». Это значит Матюшкин. Михаил Яковлев или Пояс 200 номеров. Значи, Пояс е всушност како клоун или инаку го вика комедијант. Затоа што тој беше најзабавен од сите нив. Станал после композитор и пејач, пишувал романси. И најпознатиот романс, баш на зборовите на стиховите од Пушкин, «Зимний вечер». Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутят. Это Михаил Яковлев. Владимир Вольховский или Разумница, буквално умница. Тој им помагаше после на декабристи, после восстания на 1825 година, кои беа пратени на Кавказ тогаш по случувањето. Ето сам Иван Пушчин, за кој ми изборувавме скоро цело време денес. Тој имаше прекор Большой Жано или Иван Велики. Што е тој Иван Велики? Значи, тоа всушност поврзува нас со руска историја и со камбанарија и камбана, кои што се наоѓаат внатре во Кремљ, Иван Велики. Така го нарекува затоа што бил многу висок. Тој исто беше учесник на восстание, значи станал декабрист и исто беше пратен на каторга. И овој кога се вратил тој напишал цела книга, ето сеќавање на нивниот заеднички живот во лицеј со Пушкин. Ево Константин Данзас или Медведь, така го вика Мечка, затоа што тој изгледаше вака налутено и не беше многу имаше не многу примерно однесување. Како Данзас е поврзан со Пушкин, значи непосредно затоа што тој бил секундант на Пушкин на двобој против Дантес. Ето така познат. Кюхельбекер или Кюхля. Значи, со Кюхля имаше многу интересни случувања и моменти. Тој имаше најмногу прекари, например, ето Кюхля, Бекер, Кюхель, и Пушкин напишал за него: «И было мне мои друзья, и Кюхельбекерна, и тошно». Значи, дури придавка од неговото име извел и се подсмивнували со него. Тој обично не се лутил, ама сепак првиот двобој се случи токму со Пушкин се случи со Кюхельбекер. И тогаш Кюхельбекер пукаше настрана, а Пушкин фрлел пиштол во снег. И се гушна и се смирија пак повторно. Так. Александр Горчаков, баш кај него беше, тој беше последен кој најдолго живеел од сите што учили заедно со Пушкин и починал на 85 години и баш тој го зачувал неговата поема дома. Ето Сергеј Комовски, него го нарекува Лисица. Ето вакви, значи, добри другари има
на времето Пушкин. И сега јас би сакала да ви пуштам една стихотворба која што во изведба од Кристијан, од нашиот ученик на Рускиот центар. Сега 19 октомври. Друзья мои, прекрасен наш союз. Он как душа, неразделимый, вечен, неколебим, свободен и беспечен. Срастался он под сенью дружных уз, куда бы нас не бросила судьба, и счастье, куда бы ни повело. Все тоже мы, нам целый мир чужбин, Отечество нам царское село. Из края в край преследуем грозой, запутанный в сетях судьбы суровой. Я с трепетом на лона дружбы новой, устав, вник ласкающей главой, с мольбой моей печальной надежды, с доверчивой надеждой первых лет. Друзьям им душой предался нежно, но горе был не братский билет. И ныне здесь, в забитой всех души, в обители пустынных люк и хлада, не сладкая готовилась отрада. Трех из нас, друзей моей души, здесь обнял я, поэта дома память. О, мужчин мой, ты первый посетил, ты усладил изгнания день печали, ты в день его в лице я превратил. Так, а и сега имаме, мислам, малку 5 минути за прашање. Дали имате некој прашање? Бранко, микрофонот ви исклучи. Ако можете да напишете во чат. Доколку има некој прашање, може во чат да напишете. Да. Да. Сега ме слушате? Аха. Ало? Да. Во колку почна ова? Ова предавање? Во 7. Во 7? Јас зошто мислев 7:30, богати. Затоа што кај нас час почнува во 7:30, затоа сигурно. Аха. Ама баш ми е мило дека се приклучивте. Ето, значи, каде може да се позаимат наслови од книги на Пушкин во Скопје? Јас мислам ово прашање за Рускиот центар. Само да ви речем една работа. Вие ми дадовте една стихотворба Сажонно е писмо. Јас се научив и ако има време би ја изрецитирал. Поелите. Ваш. Сажонно е писмо. Прощај, писмо любви. Прощај, она велела. Как долго медлил я, как долго не хотела рука предать огню все радости мои. Но полно. Час настал. Гори писмо любви. Готов я. Ничему душа моя не внемлет. Уж пламя жадное листой твой приемлет минуту. Вспыхнули, пылают, легкий дым вияз, теряется смолением моим, уж перстна верного утратив впечатление, растоплений сургуч кипит. О, провидение! Свершилось! Темные свернулись листи, на лекком пепле их заветной черти белеют. Грудь моя стеснилась. Пепел милый. Отрада бедная в судьбе моей унылой, останься век со мной на горестной груди. Спасибо. Ви благодаря. Дарко, ќе одговорите на прашање?
Да, ну, Во врска со насловите на Пушкин, значи може да се користат целата литература од Пушкин која што се наоѓа во Рускиот центар, но во најскоро време ќе објавиме кога ќе може да се користи поради ситуацијата со коронавирусот, ќе објавиме дополнително кога ќе може да почне да се користи литературата, и литературата може да се користи само во просториите на Рускиот центар. Тоест, доколку сте заинтересирани за литературата, може да дојдете во Рускиот центар и да погледнете тоа што ве интересира. Но дополнително ќе известиме на нашата Facebook страница околу процедурите за посета на Рускиот центар. И ако може и јас ќе препорачам, има одличен сајт febweb.ru, тука можете да земете наслови од Пушкин онлайн. Многу книги. Значи, Како е тој сајт? Како е? www.febweb.ru го напишав на чет. Повелите. Е напишан добро. Да, на руски јазик нормално. Нормално. То сакаме добро. Ја ве благодарам сите за внимание. Се надевам дека беше интересно и ви посакувам пак да читате Пушкина, да уживате во неговите стихотворби. Ви благодарам. Ви благодарим и вам, Елена, за интересното предавање. Се надевам дека повторно ќе имаме некое вака интересно предавање од тебе. Ви посакувам и на вам убава вечер сите што бевте присутни и ве очекуваме на следното наше предавање. Следете на Facebook страната на Рускиот центар за повеќе информации околу нашите настани. Имајте убава вечер. Пријатно. Пријатно. Поздрав. Поздрав.